Вести на Слободна ТВ. Економско-енергетскиот совет на владата синоќ ја одлучи да почне постапка за издавање лиценца за производство на топлинска енергија од регулиран пазар согласно членот 6 од Законот за енергетика на ЕСМ, соопшти синоќа премиерот Димитар Ковачевски. На воредната пресконференција на владата, Ковачевски потенцираше дека парно со Скопјани ќе има, како и дека грејната сезона ќе почне на 15 октомври. Според него, во однос на електричната енергија и малите потрошувачи ќе добијат сигурна, стабилна и континуирана испорака на електрична енергија. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Тој истакна дека не може да ги коментира внатрешните работи во ДУИ. Во однос пак на именувањето на директорите што ги прави градот Скопје, Ковачевски нема, како што напомена, никакво учество. Сигурен сум дека имаме владино мнозинство, не можам да коментирам внатрпартиски случувања во ДУИ, а во однос на именувањата што ги прави градот Скопје, јас немам никакво учество, изјави премиерот. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека денеска започнува етапната исплата на пензиите за септември, кои продолжуваат да се исплатуваат предвремено. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензијата. За пензии со висина до 11.000 денари исплатата ќе се изврши денеска. За пензии со висина од 11 до 14.000 денари, исплатата ќе се изврши на 39, односно утре. За пензиите со висина од 14 до 18.000 денари, исплатата ќе се изврши на 3.10.2002 година, односно понеделник. И за пензиите со висина над 18.000 денари, исплатата ќе се изврши на 4.10 оваа година, односно во вторник. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметка на која се префрлува пензијата, со парите може да располагаат од денеска. Тие може да ги подигнат пензиите на банкомат, да ги користат средствата за плаќање во трговската мрежа или за електронски плаќања, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Шведската крајбрежна стража лоцираше уште едно истекување на газ од Северен поток 2. Истекувањето е во близина на големата дупка пронајдена на блискиот гасовод Северен поток 1. Четвртото истекување се случи на гасоводот Северен ток 2 во близина на големата дупка пронајдена на блискиот Северен ток 1, соопшти шведската крајбрежна служба. Данските власти претходно објавија дека откриле дупки во двата гасоводи во нивните води. Европската унија се сомнева во саботажа како причина за истекувањето на подморскиот руски гасовод кон Европа и вети силен одговор на секое намерно нарушување на нејзината енергетска инфраструктура. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека руските граѓани кои бегаат од мобилизација се добродојдени во Албанија. Русите кои ја напуштаат земјата затоа што не сакаат да војуваат се добродојдени во нашата земја, изјави Рама. Тој го повтори ставот на Албанија дека стои на страната на Украина и дека не го признава референдумот организиран од Русија во некои нејзини области. Рама деновиве во обраќањето на Генералното собрание на Обединетите нации го кажа овој став, додавајќи дека во некои делови на окупираната територија на Украина под закана со оружје се одржува референдум фарса. Тој посочи дека неговата земја ги осудува овие фабрикувани дејствија во Москва и дека неговата држава не признава ниту една од овие незаконитости. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.